Колеги, ова навистина загрижува. Ваквиот начин на однесување навистина загрижува за ова место каде што ние треба да имаме една дебата на ниво. Ве молам, почитувана колешке Жаклина Лазаревска, колку што се заканувате, толку посилни не правите. Слободно пуштајте што сакате и што имате. Вие, впрочем, тоа и веќе го имате направено. И што ни фали? Посилни сме, подобри сме, поквалитетни сме. Впрочем, сите анкети, почитувана колешке, го кажуваат тоа и мислењето на граѓаните. Но, да не бидеме пример за кршење на деловник и непочитување на член 90 и да се повикуваме на деловникот да го почитуваме истиот. Колешке, кога овде зборувате и излегувате, во ден кога треба да зборуваме и да дебатираме за буџет, вие дебатирате за тоа што вам ви одговара и како ви одговара. А збор за буџетот не спомнавте. Треба да се почитува. Криминалите кои се правеле треба да бидат спречени и затворени, но со истите да се работи професионално, а не да бидат монтирани политички предметите. Срам, колеги! Срам, знаете што е? Срам е Рашковски, срам е Зекири, срам се сите тие што во затвор вие самите си ги праќате. Срам се криминалите на Филипче, срам е фондацијата на Заев, едно општество за сите. Вие зборувате за срам. Ова треба да престане и треба да имаме квалитетна дебата поврзана со буџетот, а не да се лажеме. Образование, ке дојдам ја на збор, почитувана колешке, тогаш јавете се за реплика и мафтајте ако сакате 3 дена. Професионално замолувам од оваа говорница, повторно, да се однесуваме професионално и да работиме на оваа тема, а не да правиме што сакаме, како сакаме и кога ни одговара. Ве замолувам. Се надевам дека сето ова ќе биде испочитувано. Ви благодарам. Благодарам.